Академскиот уметник Дејвид Стоилковски од Куманово го почна сликањето на вториот мурал на влезот во Кочани на подпорниот зид кај крстосницата на улиците 4-та македонска бригада и Димитар Влахов. Се работи за второ уметничко дело што тој го прави на истата локација, а со тематика поврзана со македонскиот фолклор и карактеристиките на Кочанскиот регион. Тие некои тематики се исто, значи и овдека повржував, со тоа што плюс на овој зид има манастир, односно црква што е препознатлива у Кочани и делот споменик што ga изработаа Чемерски. Исто има, може да видимо овдека ќе биде човек што што бере ориз, што се занимава со бербо на ориз. И тие се отприлике тие некои елементи препознатливи за Кочани, така ќе биде два како диптих, два зида споени, само што со оддалечени некои 100-200 метра еден од друг, али таа е тематика главно. Со оглед што се работи за двојно поголема површина од муралот што претходно беше насликан на подпорниот зид кон улицата Григор Парличев над стадионот, за сликање на овој мурал Стоилковски има мала помош од својот татко, но и од пријател од Кочани. Омега сработа за 2 дана, надам се дека овој за нешто може 3 дана, али ќе видиме како ќе биде ситуација и време многу вруќе. И има некои околности што се битни, па ќе видиме. Ја сам у некои разговори со надлежниот овдека да нешто у центар негде да се направи некој мурална зграда, али баш оној, сакам да кажу, у висину за да биде баш упечатлив и видлив оддалеку. Значи нешто да биде некоја тематика, ќе видиме што како. Прво да ги завршиме овие. Пред да се определи професионално да се занимава со сликарството, Стоилковски пред 10 години како средношколец почнал прво со цртање графити, а пред неколку години и со мурали. Негови дела можат да се видат и во другите македонски градови, како и во Соединетите Американски држави, Србија и во Босна и Херцеговина. Вели дека најдраг му е муралот на едно основно училиште во родното Куманово, а најбитен оној за магистерскиот труд што го изработил на Факултетот за ликовна уметност во Скопје.